здравството случајот онкологија, како што најавив, разговарам со Ана Марјановиќ, онколошки пациент, дел од Сдруженијето Хема-онко. Ана, добро вечер. Благодарам на поканата. Го гледав нашето последно интервју, сме го правеле пред отприлика 2 години, кратко по објавата на скандалот за случајот онкологија. 2 години не е мал период. Почна со првичен шок од информациите кои што излегоа во јавност, последуваше период во борба за правда, кај сите имаше на одредени моменти дилема дали ќе се случи такво нешто. Стигнавме до момент кога имаме веќе одобрено обвинение, чекаме почеток на судска расправа. Како за вас поминаа овие 2 години? За пациентите овие 2 години поминаа навистина многу тешко. Од моментот кога изби скандалот и од како се сруши довербата кај пациентите, не е воопшто лесно. Препрашуваме се, преиспитуваме секоја одлука која што сме ја донеле во врска со нашето лекување, меѓутоа од друга страна добро е што имаме каква таква, не е ова ни завршница, меѓутоа ете еден резултат и од нашето протестирање и од нашите барања. Она кое што ние, бидејќи веднаш откако излегоа од обвинителство со обвинението, ние бевме во посада, во истиот состав, нели, од онаа група која што на самиот почеток почна да протестира. Она кое што за нас беше битно е да дознаеме кој дел од пациентите биле прегледувани. За нас пациентите, бидејќи јас сум, нели, дел од тие пациенти, е многу значајно да знаеме кој се треба да биде вознемирен или да ја препрашува целата таа одлука за лечење. Ни беше кажано дека сите оние пациенти кои што биле поврзани со тој тип на терапија која што беше под истрага, бидејќи ова беше сепак истрага за одреден тип на терапија, сите истории биле разгледани и од тие истории се изолирани оние истории кои што беа пратени на вештачење надвор од државата, што за нас исто така беше многу важно да тоа вештачење биде независно и да биде надвор од нашата држава. Тоа може би дава до негдека некаква надеж дека се е направено како што треба, дека обвинението е врз база на докази изградено, дека сме среќни, не сме среќни. За нас онкологија е место на кое што бараме надеж, на кое што бараме ден плюс за живот. Со таа диагноза, вие, вашиот доктор, го гледате како центар на светот, неговите совети се најзначени, така да дека сме среќни, воопшто не сме среќни, се разбира, станува збор за врвни стручњаци, на кои што спасиле безброј човечки животи, и никој не зима никакво задоволство ниту во обвинението, ниту пак во тоа што сега ќе оди на судење. Меѓутоа, од една друга страна, дава можеби некаква сигурност дека работите можеби ќе се променат. Пред малку имавте и прилози за други состојби во здравството. Сите ние во Македонија многу добро знаеме каде се наоѓа здравството во Македонија. Да не се лажеме дека било што ќе се промени преку ног и оние промени кои што ние ги бараме и ние инсистираме како здружение се одвиваат многу споро, многу бавно. И јас како милувам да кажам тоа е дека никако да научиме дека македонското оро треба да оди 3 чекори напред, 1 назад, се уште го играме обратно. Меѓутоа, ајде да речеме дека позитивно од целиот овој конкретен случај е дека на онкологија во овој момент барем можеме како пациенти да бидеме сигурни дека конзилијарно се одлучува за терапијата, дека сите оние пациенти кои што се за биолошка, имунолошка терапија, поскапиот тип на терапија, поминуваат на конзилијарни нели состаноци кај кои што повеќе од еден доктор одлучува. Ќе зборуваме за тоа какава е во моментов ситуацијата на онкологија, но сакам да го завршиме некако овој дел во однос на обвинителството. Рековте и сама дека вие бевте дел од групата пациенти кои што по подготвениот обвинителен акт бевте на прием и разговор со обвинителите кои што работеа на овој случај. Уверени ли сте дека има доволно докази за да се потврди сето ова на суд како случај? Знаете како, ние немаме увид во доказите, ни беа презентирани доказите, да не се разбереме погрешно. Сепак сме ние невладина организација која што знаете како оди тоа во обвинителство, си има право да види само оној кој што е, нели, тоа е цела една правна структура. Меѓутоа, од тоа колку беа информирани обвинителите,
колку тие стручно веќе ги разбира работите во однос на медицината и во однос на онкологија, да не кажам дека од лекови, од диагнози, од знаете тоа што ние како пациенти го учиме, тие го има од прилика усовршено, што ми даде една доза на сигурност дека сериозно се работело. Да, траеше многу, 2 години изгледаа дека се многу, меѓутоа од друга страна стануваше збор за огромен број на истории кои што требаше да бидат прегледани, стануваше збор за огромни докази, така да мислам дека ја завршија работата како што треба и се надевам, јас на самиот почеток кажав, јас не знам ова како ќе се заврши, не сум ни сигурна, никој од нас не може да биде сигурен дека тоа е тоа и дека на правиот пат сме од кој бил виновен. Тоа никогаш не може најмалку една година ќе чекаме да видиме што ќе биде заклучок. Меѓутоа од друга страна како обвинителите се однесуваа на тој состанок и знаењето кој што го има за случајот, влева една надеж дека сериозно се разгледувале и доказите и секој пациент поединечно. Во меѓувреме тие ги сконтактираа и сите пациенти кои што се дел од ова обвинение. Јас имав можност со дел од нив да поразговарам бидејќи ми се јавува. Што мислат тие? Како тие реагираат? Зависи. Кога се потврдило дека им било давано, еве од она што го читаме, барем несоодветна терапија, така? Кај оние пациенти кои што се веќе, се уште се лекуваат, сега бараат, да се направи една целосна ревизија на нивното лечење и здравје и да бидат сигурни дека сега се направиот пат. Кај оние пациенти кај кои што има починати веќе, е малце потешко. Знаете како, јас на самиот почеток кога излеговме од обвинителство кажав дека ова треба да се компензира. Ниту едни пари не ви го враќаат оној кој што ви е драг, мил, оној за кој што сте се потрудиле да дадете се за да остане еден ден плюс жив. Меѓутоа, од друга страна, ова не треба да остане ниту неказнато, ниту пак сите овие пациенти да не добијат компензација, зашто не сакам ни да размислувам, сите ние влегуваме во финансиски долгови кога е прашање болеста, колку и да е тоа покриено од здравството, секогаш има дополнителни, така да сметам дека ова за сите тие пациенти треба посебно да се разгледува. Некој заработувал пари на нив. Да. Пред 2 години имаше неверојатни информации во јавноста, дури и такви дека наместо потребниот лек им била давано обичен физиолошки раствор на пациентите. Имаше информации дека фиктивно се лекувале. Од она што можевме да го видиме обвинителството, за околу 9 пациенти има таква потврда дека сепак имало фиктивно лекување на пациенти, но најголем дел од оние кои што се опфатени се однесуваат токму на моментот за несоодветна терапија или терапија која што била давана во погрешно време од фазата на лекување. Кога сега од оваа дистанца имате барем некаква потврда дека тоа се случувало на клиниката, вие страв да одите на онкологија? Не. Знаете како? На таа клиника работат толку многу прекрасен персонал. Сепак тоа, за да биде до тој степен, за да вие не добиете никаква терапија, во буквална смисла, откако ќе го видите како е организиран самиот систем, не директорот, него од директорот до докторот, до сестрата, до крај, сестрата која што ви го спрема лекот, па до сестрата која што ви го става лекот, и тоа не станува збор за тој тип на ниту на криминал, ниту пак тоа се прави на онкологија. Мислам, во делот на сестрите кои што работат во дневна болница, навистина се тоа луѓе кои што се overworked, underpaid, нели како оди изреката. Повеќе, знаете како, сега веќе откако сме навлезени, откако ги гледаме сите работи, сваќаме дека тоа било малку на едно поинакво ниво и на ниво на кое што Како било тоа? Може ли да им објасниме на гледачите? Па сега јас не би можела да си дозволам да го објаснам тоа, тоа што нити ми се случило на мене, ниту пак јас знам точната процедура, меѓутоа од начинот на кој што моето лекување, да речеме, течело, вие имате онколог доктор, доколку тој онколог доктор вас не ви ја препише терапијата, ниту сестрата може да ви ја даде терапијата, нити пак ако ви ја препише, сестрата не може да ја спречи да ви се даде терапијата. Значи самиот протокол го наложува тоа. Значи вие
протоколарно влегувате кај докторот, тој ве прегледува. Првично ве праќа на крвна слика, вие правите крвна слика, повторно се враќате со тие резултати кај тој доктор и од кај докторот во писмена форма излегува нели која терапија треба да ја примите и одите понатаму дали сте во дневна болница или сте на шалтер за подигање на лекови. Што значи дека така оди протоколарно тоа, каде точно во овој протокол е најдена дупката за да се направи криминал од овој вид, јас навистина не би знаела да кажам, нити сум дел од обвинението, нити пак ми се случило на мене. Меѓутоа сега, пак ќе речам, мислам дека се малце поинакви работите, сега дури бараат да се подпишете во дневна болница дека сте ја примиле терапијата, доколку отидете да подигнете таблетарна, исто, доколку одбиете да ја подигнете, повторно морате да пишете дека не сте ја подигнале терапијата, така да мислам дека во тој поглед во моментот се води видливо построга евиденција на лековите. Реков дека ќе зборуваме за моменталната состојба на клиниката, променето ли е нешто по овој скандал? Променето е, меѓутоа пак ќе кажам, зборуваме за клиника во која што се слива цела Македонија. За реално нешто да се промени на таа клиника, многу нешта треба да се случат. Едно од тие нешта е или да се прошири клиниката, или да се зголеми капацитетот. Тоа значи и да се зголеми капацитетот на онколозите, како што знаеме немаме ни онколози, па немаме ни сестри. Другото е да профункционираат најпосле оние центри кои што ги имаме низ републиката. Јас мојот скептицизам во тој поглед сум го кажала многу пати, сметам дека за тоа да профункционира треба од корен да се почне. Не е онкологија да купите апарат и да речете дека имаме онкологија. Не е онкологија, имаме оделение, овдека ќе примате терапија. Онкологија е една толку комплексна гранка во медицината, во која што доколку вие како онколог доктор лично не разговарате со пациентот и најмалите симптоми можат да донесат до влошување или до промашување на диагнозата. Што значи дека навистина треба сериозно, ние веќе изразуваме нашето и незадоволство во овој момент, се спомнува 8 септември да се отвори уште една диспензирана, која што нас како на онколошки пациенти воопшто не ни се допаѓа, бидејќи од тоа што го разбравме, ако е така, е дека таму само ќе се прима терапија, што воопшто нема да ја растарети онкологија. Веќе во текот на разговорот споменав што е подобрано во однос на одлучувањето, во однос на начинот на кој што се дава терапијата, се направија и некои дополнителни чекални за да се растарети гужвата. Меѓутоа персонал се уште нема дополнување на таа клиника. Јас не знам ниту од каде ќе се донесе тој персонал, меѓутоа е страшно неопходен. Оние кои што се таму се, како што реков, преработени, недостасува персонал. Во однос на лековите, доброто е што имаме некои подобрувања, имаме некои 5 нови лека кои што се од оваа година на онкологија, 2 се за меланом, за бели дробови и имаме еден нов како новитет за трипл негатив брест канцер, хормон зависа. Има терапија за сите? Да, тоа е терапија за сите, не за сите пациенти, за оние дали има терапија за сите пациенти? Да, во моментот има и единствен проблем во овој момент е она кое што го очекуваме веќе неколку месеци да се случи, а тоа е таблетарната хормонска терапија да може да се подига од аптеките низ Македонија, значи од било која аптека. Тоа е заглавено негдека во административниот дел, дали поради недостатокот на министер долго време. Меѓутоа тоа предизвика еден недостаток на онкологија, па тие набавува од еден лек, сега има друг лек кој што е кој што го имаат достапен и тоа се разбира како и секогаш предизвикува револт кај пациентите, зашто сите ние пиеме различен тип на терапија. Така да се надеваме дека последните информации се дека негдека до крајот на наредниот месец, средината на наредниот месец, ќе можеме да си ја подигаме од аптеките терапијата. Тоа е за... Да, Ана, само за крај, морам да ве прашам, какви се вашите планови како пациенти? Планирате ли организирано, ќе присуствувате ли на судскиот процес, на постапката која што ќе се води во Скопскиот суд? И ве гледам како оптимистички зборувате за целата оваа ситуација. Ние, кои што не сме биле на онкологија, потешко гледаме на сето ова. Која би била вашата порака до онколошките пациенти? Знаете како ние сме онколошки пациенти, да гледаме песимистички на овие работи, значи да се откажеме од сопствените животи,
Тоа опција не е за ниту еден од нас. Колку и да се лоши работите, ние мораме и како онколошки пациенти сме научени да гледаме позитивно и да гледаме светло на она што ќе се случува. Тоа не движело до сега, тоа ќе не движи понатаму. Дали ќе присуствуваме на судењето, навистина не знам. Сите ние сме, мислам, прво и со дијагноза, да не речам дека јас најпосле сакам во оваа држава да почнеме и како здружение да се занимаваме со превенција, со едукација, со психолошка помош, нешто што навистина ќе им го подобри животот на онколошките пациенти, а не со вакви работи кои што им донесуваат само дополнителен стрес. Во зависност од тоа како ќе тече судењето, јас лично ќе го следам, можеби не од таму, меѓутоа преку медиумите. Очекувам, како што реков, очекувам оние пациенти кои што биле на било каков начин оштетени да бидат искомпензирани. Се останато воопшто не ме интересира, дури повеќе ме плаши во моментот кога ова ќе почне да се случува, што правиме со тоа значи 4 доктори помалце на онкологија, кое што за нас како пациенти во овој момент е стравично. А за да завршиме на една позитивна нота, како што реков, на нас надежта ни останува, се надевам дека сите нас не очекува една посветла иднина во Македонија. Да се надеваме дека ќе биде така. Ана Маријановиќ, благодарам многу за гостувањето во тема на Ви благодарам за поканата уште еднаш.